Нови парламентарни избори, попис на населението и влада која ќе работи според програма создадена овде и за која граѓаните гласеле на избори. Ова се пораките и од организаторите и од граѓаните на денешниот 37-ми поред протестен марш за заедничка Македонија. Граѓаните велат дека се изиграни од оние политички партии кои ја прифатија тиранската платформа и бараат нови парламентарни избори на кои ќе бидат презентирани програмите на партиите. Додека можеме, ќе одиме, а решение има, нека го прифатат манифестот што го понуди ВМРО ДПМН и нека ја отфрлат тиранската платформа, да се откажат јавно, инаку ние ќе идеме до крај. Па мислам дека ова ќе вроди со плод, пошто народот гледа дека све сме туката и да решеме, ја имам многу пријатели од Албанија, што и они не го добруваат товата. Они си имат веќе две државите, па зашо да ни го земат нашево државичета? Мислам, многу си живееме до сегата, зашо да не живееме и понатаму се да бидеме заедно? Но нови избори секако, нови избори и попис. Попис на населението, да се видиме кои што сме. Да, и да ги видиме тие арнаути што се 10%, а што се ударат у груди. Да ги видиме тогаш. Ние ако треба ќе протестираме уште до крајот на годината, до нова година ако треба ќе излеземе да протестираме и мора да има крај на кризата. Тоа се предвремени парламентарни избори, ништо друго. И покрај дождот и студеното време, граѓаните повторно масовно се собраа во 17 часот пред владата на Република Македонија. По стандардната рута која веќе граѓаните ја нарекоа патека на државноста, демонстрантите повторно ја посетија и Народната канцеларија на претседателот Иванов пред да се закотват пред собранието на Република Македонија. Од пред законодавниот дом повторно порачаа дека во Македонија ќе работи влада со програма создадена тука и програма за која гласале граѓаните на избори. Борба има и своји победи, има своји резултати. Нашето излегување на улица значи се уште нема тиранска влада, колку и тоа некој да инсистира. И денеска, на 37-миот ден од нашиот поход, нема претседател на собранието кој не се откажал од тиранската платформа. Претседателот на државата, Ѓорѓе Иванов, вчера повторно им нагласи на представниците на Европската заедница, на господинот Доналд Туск, дека нема намера да го даде мандатот на политичка опција качена на тиранска платформа. Во Македонија ќе работи влада, било која да е влада, со програма создадена тука и програма за која гласале граѓаните на избори. Армијата е само еден сегмент во одбраната на оваа држава. Тоа е рбет. Успеете ли рбето да го скршите? Вие немате веќе држава. Платформата не е ни спомнува. Не е моја. Тоа е туѓа платформа. Кој сака платформа, не ходи во Тирана. Нема што да бари. Од ден на ден расте незадоволството и револтот кај граѓаните кон партиите кои ја прифатија тиранската платформа, но расте и поддршката за иницијативата за заедничка Македонија. Денес 20 на македонски патриотски здруженија во Велес потпишаа заедничка повелба за како што велат зачувување на националните и државните интереси. Голем број на граѓански здруженија од Македонија исто така ја дадоа својата поддршка за иницијативата, а поддршка пристигна и од македонските иселеници во Велика Британија, Германија, Швајцарија, Италија и Канада.